Добро вечер. Централен дневник во 20 часот на регионалната К1 телевизија. Останете со нас, по најавата за настаните на денот започнуваме веднаш. Група од 100 мигранти забележана како минува по железничките пруги во Велес. Заинтересираност за користење на поволностите од проектот Купи куќа, купи стан. Честитки по повод 24 мај, денот на просветителите Кирил и Методи. Се повеќе се зголемува бројот на мигранти кои транзитираат низ Македонија. Група од 100 мигранти се движеше по железничката пруга во Велес. Уморот од долгиот пат можеше да им се забележи на лицата кои имаа од 7 до 17 години. Ангел Самараков ја има сторијата. Од 7 до 17 години имаше групата од 100 мигранти која се движеше дол железничката пруга во Велес. Толку од прилика беше старосната граница и бројката на лицата која автентично ги долови нашиот снимател Илија Анев преку објективот на камерата. На лицата на мигрантите уморот од долгиот и напорен пат беше очигледен. Откако забележаа дека им се приближуваме, така го зголемуваа темпото на движење, обидувајќи се да избегаат и да го сокријат својот лик од камерата. Ние само сакавме да ги прашаме од каде доаѓаат и која е нивната крајна дестинација. Неголемата група на откриени мигранти досега е евидентирана на 1 септември минатата година, кога во вагони на македонски железници кои што превезувале јаглен, полицијата откри 150 на мигранти од Ирак и Сирија. Жителите долж пругата во населбата Шорка се сведоци на зачестените минувања на мигрантите во текот на денот. Има многу, по 100 души навечер одат, повеќе навечер, после 9, има деца, жени, се. Низ Македонија, групи на мигранти можат да се забележат како минуваат речиси веќе цела година, но не сите од нив имаат среќа да ја напуштат државата, а желбата за подобар живот досега згасна за 28 од нив. Голем интерес за проектот Купи куќа, купи стан. Досега 556 семејства ги искористиле поволностите од овој проект. Освен што помага во решавањето на стамбеното прашање на илјадници граѓани, Купи куќа, купи стан значително влијае и во придвижување на пазарот на недвижности. Апликации можат да се поднесуваат до крајот на оваа година. Се поголема заинтересираност за проектот Купи куќа, купи стан, кој трае до крајот на годината. Купи куќа, купи стан досега обезбеди дом за 556 семејства. Преку проектот одобрени се субвенционирани станбени кредити во износ од 19,3 милиони евра, а на граѓаните им се доделени субвенции во износ од 3,37 милиони евра, неповратни средства помош за купување на стан или куќа. Од одобрените барања граѓаните повеќе аплицираат за купување стан со 508 решенија, додека за куќа има 58. Интересот на граѓаните е поголем за моделот рата, каде преку проектот владата отплаќа половина или 75% од месечната рата од кредитот. Од издадените решенија за овој модел се 416. За моделот каде владата плаќа половина или 75% од учеството за кредитот, зависно дали станува збор за стан или куќа, досега има 150 решенија. Купи куќа, купи стан значително влијае во придвижувањето на пазарот на недвижностите и го решава станбеното прашање на илјадници граѓани.
Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски, заедно со владината делегација во која се министерот за надворешни работи Никола Поповски и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, присуствуваа на молебенот кој се одржа во црковната базилика Сент Клименте во Рим, по повод чествувањето на 24 мај, денот на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. Денеска ја завршуваме оваа посета овдека во Ватикан и во Рим. Во Ватикан средбата со папата, разговорите со него, на кои што ги истакнав и стратешките правци и приоритети на Република Македонија, предизвиците на Република Македонија и секако го поканив да ја посети Република Македонија. Потоа средба со државниот секретар, што е ранг на премиер, со кој што ги потврдивме одличните односи помеѓу Ватикан и Република Македонија и секако денешниот молебден на гробот на Свети Кирил, каде што заедно со црковната делегација присуствувавме и одадовме почит на Свети Кирил и Свети Кирил и Методи за нивното дело, од кое што генерации и генерации македонци, но не само македонци, туку и граѓани на многу други држави кои што го примиле нивното учење, имаат полза и напредок. Председателот на Собранието Трајко Вејановски и министерот за одбрана Зоран Јолевски упатија честитки по повод 24 мај, денот на сесловенските просветители светите Кирил и Методи. Денот го чествуваа и политичките партии ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Вејановски упати честитка по повод денот на сесловенските просветители светите Кирил и Методи. Во неа истакната привилегијата што мокотрпната работа и инспирација за своите големи мисионерски походи ги црпеле токму од ова тло и од светилиштата во Македонија. Светите браќа Кирил и Методи и нивното епохално и цивилизацијско дело се придонес за македонскиот народ и за народите кои ги негуваат словенските културни особености. Наша е гордоста што нашите предци благодарение на светите браќа Кирил и Методи добија можност на свој разбирлив јазик да ги примаат и шират христијанските вредности. Наша обврска е да создаваме трајни вредности, да го чуваме идентитетот, културата и јазикот. Убеден сум дека и идните генерации својот напредок ќе го темелат врз претходните и ќе ги спроведуваат светлите принципи на верба, истреност и трудолюбивост, стои во честитката на председателот на Собранието. Честитка до припадниците на армијата на Република Македонија и сите граѓани, упати и министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски. Делото на основачите на Глаголицата представува паметник за напорите на народите на овие простори за живење според базичните човекови права и слободи, меѓу кои правото на свој јазик, своја азбука и правото на образование. Армијата на Република Македонија преку учеството на македонските мировници во мисиите, предводени од НАТО, Алијансата, Европската Унија и Обединетите нации, дава свој несебичен придонес токму кон воспоставувањето и почитувањето на човековите слободи и права, како и почитувањето на демократските вредности и принципи на глобално ниво, стои во честитката на Зоран Јолевски. Празникот на сесловенските просветители браќата Кирил и Методи го чествуваа и политичките партии ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз. Температурните разлики штетно влијаат врз човековото здравје. Лекарите препорачуваат на строго почитување на правилата за заштита од високите температури. Повеќе во прилогот на колешката Надица Бисиновска. Во изминатиот период сведочиме за појавата на големи температурни разлики, дури и во текот на едно денонокие. Климатските промени резултираат со зголемен број и интензитет на топлотни бранови, кои често представуваат директна опасност за човековото здравје. Топлотни удари, исцрпување, главоболки и промени во крвниот притисок се најчестите последици кај населението, особено во урбаните средини, каде во споредба со руралните температурата е повисока за неколку степени. Значи, осцилирањето на атмосферскиот притисок кој го условува времето доведува до осцилации на крвниот притисок, на артерискиот крвен притисок и често во нашата ординација доаѓаат пациенти кои што имаат проблеми со
крвниот притисок. Тоа се најчесто повозрасна популација која што иако редовно ја зема терапијата, доаѓа до осцилации на крвниот притисок. Иако во амбулантата за итна помош во Велес нема драстична разлика во бројот на пациенти кои се јавуваат на дневно ниво, анкетираните граѓани велат дека чувствуваат промени во здравствената состојба. Срце, притисок, цеве ден ми притисокот, кој за колку кача. Да, само не примам никакви лекови. Едino кога ќе ме препече сонцето у главата, ме кутка. Па се, малаксаност, главоболки, се. Па главоболки, притисоци, срцето. Многу луѓе се жалат ко притисокот нагоре-надоле се качува, се симнува. Не се препорачува подолго изложување на сонце во овој период, а во случај кога тоа е неизбежно, лекарите советуваат на строго почитување на правилата за заштита од високите температури. Пациентите треба да бидат облечени најпрвен со лесна памучна облека, бела, светли бои, потоа треба да консумираат многу повеќе течности, да бидат на лесна исхрана, да внесуваат свежо овоше и зеленче кои што се добро обработени, механички исчистени од бактерии или нечистоти. Покрај возрастните граѓани, најпогодени групи од топлотните бранови се доенчињата и децата до 4 години, луѓето со зголемена телесна тежина, како и оние со зголемено трошење на течности во текот на денот. Општина Велес и Велешкиот театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот изразуваат задоволство од досегашниот тек на настаните во рамки на Велес град на културата 2015. Досега се одржани 53 настани, а иако доаѓа летен период, организаторите велат дека динамиката ќе продолжи со исто темпо. Локалната самоуправа е задоволна од досегашниот тек на проектот Велес град на културата за 2015. Градоначалникот Чадиев изрази благодарност до сите културни институции кои во изминатиот период гостуваа во Велес со своите актуелни проекти. Најчесто локации каде се одвиваат настаните во рамки на проектот е новата театарска зграда на Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот. Во изминатите 4 месеци се реализирани вкупно 53 културни настани во нашиот град. Но како што доаѓаат и потоплите денови, интензитетот се зголемува и атрактивноста на настаните во периодот што следи пред нас. Благодарејќи на прекрасното здание во кое што моментот се наоѓаме, односно во Велешкиот театар и условите што ни ги нуди оваа сцена. И од Велешкиот театар се задоволни од посетеноста на настаните во рамки на Велес град на културата за 2015-та. За време на летниот период оттаму најавуваат и префрлање на програмата на сцените на отворено. Со оглед на временските услови, со оглед на тоа дека затоплува и дека публиката се помалку ќе доаѓа на затворено, а се повеќе ќе сака на отворените сцени, ние дел од предвидената програма во рамките на Велес град на културата, особено во делот на сценските уметности, ќе подредиме согласно потребите и можностите, што значи таа ќе биде редуцирана во текот на летото, а со главните програмски активности ќе продолжиме од месец септември. Манифестацијата до крајот на месец мај ќе има уште 3 настани. Во среда е закажана првата реприза на последната премиера на Велешкиот театар Крал Иби. Во театарот на 29 мај ќе се одржи фестивалот на аматерски филм, а на 30 мај гостува и детската представа Детска училница со Маша и Медо. Нов конкурс на поетската манифестација Рацинови средби. Напиши љубов во 140 карактери е наменет за корисниците на социјалната мрежа Твитер. За најубавата Твитер љубовна порака предвидена е вредна награда која ќе се додели на свеченото отворање на манифестацијата на 11 јуни. Напиши љубов во 140 карактери е последниот конкурс во рамки на овогодинешните Рацинови средби. Поетската манифестација со овој конкурс се проширува и на социјалните мрежи. Конкурсот ќе биде објавен наскоро за корисниците на Твитер. Целта на конкурсот е поттикнување на креативноста, ширењето љубов и промоција и афирмација на љубовната поезија на Рацин. За неубавата Твитер љубовна порака предвидена и вредна награда која ќе се додели на свеченото отворање на манифестацијата на 11 јуни. Од Организациониот одбор на Рациновите средби информираат дека повеќе информации околу конкурсот ќе бидат достапни на официјалниот Твитер профил @Рацинови средби, каде може да се прочитаат и љубовните стихови од Рациновата антологија на болката.
Следуваат вестите од Македонија. Владина делегација присуствува на чествувањето на Кирил и Методи во Рим. 800 евра казна за туристичката агенција Јупитер, а 100 евра за менаџерот за неподмирени долгови кон хотел во Истанбул. Дисциплински мерки за 15 полицајци. Владина делегација и премиерот Никола Груевски во рамки на чествувањето на денот на сесловенските просветители светите Кирил и Методи. Денеска ќе го посетат вечното почивалиште на Свети Кирил во црквата Сан Клементе во Рим и ќе присуствуваат со молебенот со кој ќе чиноналствува поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија господин Стефан. Во чест на сесловенските просветители се одржа и традиционалната манифестација Македонија во чест на Свети Кирил. Манифестацијата свечено ја отвори премиерот и во своето обраќање ги поздрави добрите врски меѓу Македонија, Ватикан и Италија. Во рамки на манифестацијата се обрати и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска, која истакна дека на изложбата се презентирани врвни уметнички дела на 11 автори, современи охридски резбари од 4 различни генерации. €800 казна за туристичката агенција Јупитер, а 100 евра за менаџерот за неподмирени долгови кон хотел во Истанбул, каде за време на првомајските празници на околу 400 патници им беа задржани пасошите како гаранција. Од Државниот пазарен инспекторат информираа дека не нашле никакви неправилности во однос на работењето на агенцијата, освен во договорите со корисниците кои не ги содржале елементите од член 16 став 2 од Законот за туристички дејности. Казнети се 15 полицајци. Во текот на минатата недела по спроведена дисциплинска постапка, донесени се 15 решенија против 15 вработени во Министерството за внатрешни работи. На 12 вработени им е изречена парична казна, на 2 мерка за пирање на постапка и на 1 вработен писмено предупредување. Решенијата се донесени поради сторени повреди во работењето, согласно одредбите од колективниот договор на Министерството за внатрешни работи. Изречените парични казни се во висина од 15% од износот на платата. 2 полицајци се казнети затоа што учествувале во тепачка, а 1 затоа што бил затегнат во полулежачка состојба на работно место и не ги отпоздравил старешините. Меѓу казнетите има и такви кои спиеле на работно место. САД и Велика Британија со критика за новиот руски закон за невладини организации. Втор круг на председателски избори во Полска. Терористичката група Исламска држава убила најмалку 400 лица. Во продолжение вестите од светот. САД и Велика Британија изразија длабока вознамиреност и стравување по повод новиот руски закон кој им дава на обвинителите овластувања меѓународните организации во Русија да ги прогласат за непожелни и да ги затворат. Председателот на Русија Владимир Путин вчера го потпиша законот усвоен во рускиот парламент минатата недела, што возможува забрана на странски невладини организации и судско гонење на нивни вработени, на кои им се заканува до 6 години затвор или прогон од Русија. Загрижени сме дека ова ново овластување дополнително ќе ограничи работата на цивилното општество во Русија. Тоа представува нов пример на растечки притисок на руската влада, на независните гласови и намерни чекори рускиот народ да се изолира од светот, изјави заменик потпаролот на State Departmentот Мери Харф. Во Полска денеска се одржува вториот круг од председателските избори, во кој конкуренти се актуелниот председател Борнислав Комаровски и опозицијскиот кандидат Анжеј Дуда, чиј исход не може да го предвидат ниту анкетите, ниту аналитичарите. Во првиот круг Дуда доби 34,76% од гласовите, а Комаровски 33,77% од гласовите на избирачите. Според анкетата направена меѓу 18 и 20 мај, Дуда има 51% поддршка, додека Комаровски го поддржуваат 49% од избирачите. Најмалку 400 лица во сирискиот град Палмира убила терористичката група Исламска држава, од кои повеќето жени и деца. Ова го соопшти сириската државна телевизија
повикувајќи се на локални жители во градот, познат како Тадмур на арапски и кој е познат по проучените археолошки локалитети од ерата на Римската империја, вклучувајќи ги добро сочуваните храмови, колонади и театар. Стотици тела има по улиците во градот, објавуваат опозицијски активисти на социјалните мрежи, откако градот во средата беше преземен од терористичката џихадистичка група. Наводно, убиените биле лојални на владата на сирискиот претседател Башар ал-Асад. На денешниот надпревар од втората машка ракометна лига, екипата на градскиот ракометен клуб Борец ја совлада екипата на ракометниот клуб Македонија Ѓорче Петров од Скопје на домашен терен во спортската сала Гемиџи со резултат 35:26. Екипата на кошаркарскиот клуб Борец Баскет ја заврши сезоната на третата позиција во последната победа на домашен терен. Во последниот вчерашен надпревар од кошаркарската втора лига, екипата на Борец Баскет рутинирано ја совлада на домашен терен во спортската сала Гемиџи екипата на Дино Баскет со резултат 75:59. Велешани сезоната ја завршија непоразени на домашен терен и на третата позиција, но сепак разочарувањето од неосвоеното второ место, кој ги водеше во Суперлигата, беше видливо во екипата, па преостанува битката за влез во наелитното надпреварување да биде освоена во следната сезона. Минатата сезона, бевме трето лигаш, влеговме оваа година со амбиција да се задржиме во второлигашката конкуренција. Се појачавме со Тоши Ивковиќ на полусезона и ни направивме еден добар од на неколку победи поред и на гостински терен и на домашен терен, и со оглед на тоа дека сакавме да обезбедиме опстанок, ние бевме на чекор до обезбедување на место во првата лига. Иако ги немавме основните услови за наредната сезона да играме во прволигашка надпреварување, амбициите наши и желбата ни беше да обезбедиме надпреварувачки пласман. Борец Баскет сезоната ја завршија со 12 победи, 7 порази, 31 поен на табелата. Поголемата материјална помош од спонзори и општина Велес покрај редовно преполните трибини навивачи ќе биде пресудна за поголемата мотивираност за кошаркарите и понатамошните успеси на клубот. Па за мене, да кажам, тажно може, пошто не успеавме да се пласираме во првата лига, изгубивме несрекно во Скопје против екипата на Шкупи. Бевме на чекор да влез во првата лига, го изгубивме тој надпревар, но сепак одлична сезона, имавме цел да останеме во втората лига, направивме успех, стасавме до третото место и да се надеваме дека ги се отвори некоја шанса да влеземе во првата лига. Сезона со оглед на тоа што игравме само велешки играчи, што ми мене голема чест и задоволство, и овој успех мислам дека е преголем успех. Без разлика на тоа што бевме на утакмица да влез на првата лига, што не двоеше од првите две места. Меѓутоа, сезона како сезона, јас сум презадоволен од сите соиграчи и секако како тим. Разочарувањето беше поголемо во редовите на кочанчани, кои сезоната ја завршија на последната позиција од табелата, со што шансите за опстанок во лигата им се целосно загубени. Севкупно од надпреварот сум задоволен, бидејќи ние со тие ресурси што ги имаме, прилично сум задоволен од сезоната. Ако завршиме последни, да се надеваме дека друга сезона ќе продолжиме. Единствен начин за кошаркарите на Борец Баскет да ги видиме во Суперлигата е доколку некоја од првопласираните екипи го откаже настапот во наелитното кошаркарско друштво. Во финалната плейоф серија од Западот, екипата на Голден Стейт по третата победа над Хјустон е на чекор од финалето. На денешната трка од патеката во Монте Карло, германскиот возач Нико Росберг го подигна третиот пехар на оваа стаза. Меѓународен спорт во продолжение. Екипата на Голден Стейт по вчерашната лесна плейоф победа на гости во финалната серија од Западната конференција поведоа со 13:0 против Хјустон и се најдоа најблиску на чекор од своето финале во последните 40 години. Стефан Кари традиционално ги предводеше војните во победата од 80:115 со вкупно 40 поени. Вечерва е третиот дуел од финалните плейоф надпревари од Истокот помеѓу екипите на Кливленд и Атланта.
Германскиот Формула 1 возач Нико Росберг и оваа година на патеката во Монте Карло по трет пат ја продолжи доминацијата на улиците во кнежевството, со што дојде до 10-та победа во кариерата. Со овој триумф тој се доближи во генералниот пласман од својот колега од тимот на Мерцедес Хамилтон, која завзема третата позиција на пиедесталот зад второпласираниот Фетел од Ферари. На табелата Хамилтон останува прв со 126 поени, пред Росберг со 116, а Фетел е трет со 98. Мануел Ноер, голманот на шампионот во Бундеслигата Баерн Мюнхен, го надмина рекордот на поранешниот чувар на мрежата на баварците Оливер Кан од сезоната 2001-2002 година, кога успеа 19 пати да не прими погодок. Ноер е новиот рекордер без примен гол во една сезона од германскиот шампионат, откако на надпреворот против Мајнц по 20 пат успеа да ја зачува својата мрежа незатресена. Времето денеска е умерено облачно, проследено со краткотроен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Следува деталната временска прогноза за општините од Вардарскиот регион. Почитувани, благодарам на вашето внимание. Останете и понатаму со нашата програма. Имајте пријатна вечер.